Драги дечиња, драги првачиња, и на овој час по природни науки ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица. Часот ќе го започнеме со една погодувалка. Слушајте внимателно што во моментов правам јас, а потоа ќе ми одговорите на едно лесно прашање. Јас во моментов слушам, како надвор мјаука маче. Слушам и нежен звук на гитара на мојот телевизор. Шумолење на есенски лиси исто така слушам. Ги слушам дечињата на улица ја пеат песничката Прваче прволаче. Прашањето до вас е: со што успеав јас да го направам сето ова? Така е, со сетилото за слух, односно со моите уши, јас го слушнав мачето и гитарата и шумолењето на сувите лисија и дечињата како пеат надвор. Ајде да направиме кратко повторување на нашите 5 сетила. Чувствуваме мирис на топла супа со сетилото за мирис, така е, а кој е сетило за мирис? Носот. Браво. Незиниот вкус ќе го почувствуваме со сетилото за вкус, а сетило за вкус е така е, устата. Дали садот во кој супата е топол или не, ќе почувствуваме со нашето сетило за допир, а сетило за допир беше раката, така е. А бојата на супата ќе ја забележиме со сетилото за вид, односно сетило за вид беше окото. И на крај, сетилото со кое во моментов ме слушате вие мене е сетилото за слух, односно увото. Така е. Преку неколку интересни игрички, во кои јас ќе бидам произведувачот на звуци, а вие слушатели на тие звуци, ќе се обидеме да ја оствариме целта на нашиот час. Да слушаме и да препознаваме тивки и јаки звуци, и преку истражување да разбереме и запомниме дека колку сме поблиску до изворот на звук, звукот е посилен, а колку се оддалечуваме од изворот на звук, тој ќе станува се потивок. Но сега подготви го најпрво твојот прибор за работа на овој час, тетрадка без линии, линеарот, комплетот со дрвени боички, едно остро моливче, 2 пластични чаши и 2 мали меки крпи. Собри видеото, подготви се, а потоа продолжи. Почнуваме со подвижната игра гласно, тивко, умерено. Јас ќе изговарам зборови кои ќе бидат прикажани сликовито на вашиот екран. Значи, вие ќе ги гледате и ќе ги слушате. Станувате од столчето и слушате. Доколку зборот го изговарам гласно, вие подрипнувате. Ако го изговарам тивко, односно со шепотење, клекнувате. А за умерено, односно средна јачина на мојот глас, ги ставате рацете на половината. Еве слушнете најпрво еден пример со топка, со зборот топка, а потоа почнуваме со играта. Ајде. Топка. Клекнувате бидејќи шепнав. Топка. Така е, подрипнувате бидејќи изговорив гласно. И топка ги ставате рацете на половината бидејќи имав умерена јачина на глас. Почнуваме со нашите зборови. Риба. Така е, рацете на половината. Телефон. Клекнавте. Велосипед. На половината, умерено. Октопод. Подрипнавте. Жаба. Повторно подрипнавте. Столче. Клекнавте бидејќи шепоте. Цреша. Умерено. Елка. И на крај, значи, подрипнавте. Браво. Ајде да донесеме заклучок. Како вид на зборување е најдобар за слушање? Гласно, умерено или тивко зборување? Заклучуваме дека најдобро е да зборуваме ниту премногу гласно, ниту премногу тивко, значи умерено. Следната активност се вика далеку блиску. Сега вие ќе слушнете една песничка, вас добро позната. Песничката ќе започнете да ја слушате во застаната положба и на мој знак плес ќе почнете тивко и полека да излегувате од собата,
односно да се оддалечувате од компјутерот околу 15 на чекори далечина, значи доколку можете поминете од едната во другата соба, но не мора, едноставно оддалечувајте се каде вам ви одговара. А потоа, почнете повторно тивко и полека да се враќате назад и да слушате, значи се враќате до компјутерот, таблетот или телефонот. Почнуваме со слушање на песничката. Слушај внимателно и на мој знак плес почни да се оддалечуваш. Наполни го мамо торбичето цело со гумички, тетрадки и шамивче-бел. Наполни го мамо торбичето цело со гумички, тетрадки и шамивче-бел. Прваче, весело сум јас. Прваче, пеем на цел глас. Прваче, весело сум јас. Прваче, пеем на цел глас. Так, верувам дека сите сте вратени кај компјутерот, таблетот или телефонот и што забележавте? Кога најгласно ја слушавте песничката? Кога бевте до компјутерот? А кога најтивко? Кога бевте во другата соба или во ходник или во дворот далечени? Донесуваме заклучок дека колку сме поблиску до изворот на звук, толку звукот подобро ќе го слушаме. А колку сме подалеку, тоа е се потивок и потивок. Каде беше во нашиот случај изворот на звук? Така е, на компјутерот. А сега следува звучната игричка зелен звук, црвен звук. Пред мене имам неколку разновидни предмети и една голема рамна чинија. Секој предмет поединачно ќе го пуштам од иста висина да падне на чинијата. Доколку при падот на чинијата предметот произведе звук, кој вие ќе го слушнете, нацртете со слободна рака зелено кругче, а ако не успеете да го слушнете звукот кој што ќе го произведам, нацртете црвено кругче на листот, каде ги цртате кругчињата во еден ред во тетрадката. Значи, запри го видеото, земи зелена и црвена боичка, подготви ја тетрадката за пишување, а потоа пушти. Само внимателно слушај и одлучи со која боичка веднаш ќе го нацрташ кругчето, нема да има потреба да го запираш видеото, за да го слушнеш следниот звук, значи ќе имаш време. Зелена ако слушнеш, црвена ако не слушнеш. Почнуваме. Ајде ова капаче. Нацртај кругче зелено или црвено. Поминуваме на следниот звук, пердувчето. Слушај. Одлучи со која боичка ќе го нацрташ кругчето. Паричката да видиме каков звук. Повторно нацртај кругче во редот. Четвртиот предмет, коцката. И коцката произведе звук, значи зелено кругче цртаме. Хартиено ливче. Слушај. Так. Банкарска картичка. Слушај. Така. Ајде да видиме сега следниот звук ќе го произведе лешничето, дали ќе го слушнеме? Значи го слушнавме повторно зелен. Ајде ова марамче за нос. Така. И последниот предмет кој што треба да произведе звук. Добро. Едно 6-годишно прваче како вас, исто така ги идентификуваше звуците и доби само 2 црвени крупчиња. Вели дека не слушнал 2 предмети. А кој беа тие? Ајде да му помогнеме. Првиот предмет што не го слушнавме беше така е пердувчето. А вториот? Марамчето за нос. Што забележавме од оваа игра на слушање ученици? Истражувавме и заклучивме дека колку предметите се полесни и помеки, толку звукот кој го произведуваат е послаб, понечуен. А оние кои се потешки и потврди произведуваат погласни, односно почуени звуци.
Последната звучна активност за овој час е стоп за звукот. Самиот наслов кажува дека ќе се обидеме да го запреме звукот да влезе во нашите уши. Верувам дека подготвивте 2 пластични чашички, било какви, и 2 здиплени меки крпи. Слушнете го најпрво звукот кој ќе го произведам јас, како бучава, без да ставите нешто на ушињата. Ајде, слушај. Сега земете ги чашичките и поставете ги на 2 ушиња, исто како да му забранувате на звукот да влезе. Ќе ви го пуштам повторно истиот звукот пред малку. Ајде, стави ги чашичките и слушај. Така, сега оставете ги чашичките, земете ги 2 крпи. Поставете ги на 2 ушиња, добро прилепени крпите. Ќе го пуштам повторно истиот звук. Ајде. Кога најдобро, односно најгласно ја слушнавте бучавата? Кога немавте ништо на ушињата. А кога најтивко? Преку крпите. Заклучок. Доколку ставиме препреки за слушање на нашето сетило за слух, звукот ќе биде потивок. Па затоа ученици, луѓето кои секојдневно работат во бучна средина носат така наречени тампони кои го приглушуваат звукот, бидејќи секојдневната изложеност на јаки звуци може да го оштети сетилото за слух. И на крај одговорете си на овие прашања. Која игра ви беше најинтересна, а која најтешка за изведување? Кога слушаме повисок звук? Ако се приближуваме или ако се оддалечуваме од изворот? Кои предмети произведуваат појаки звуци? Лесните или тешките? И доколку умеевте да одговорите на овие 3 прашања, браво, вие внимателно сте го следеле часот. И за домашна задача на крај, звуците во моето место на живење. Во твојата тетрадка нацртај ја следнава табела. Кученце, дете, пиленце, автомобил и тука прашалници. Излези во твојот двор или на балконот и ќе истражуваш кој од овие звуци што ги нацрта во табелата ќе ги слушнеш. За секој слушнат звук повлекуваш вертикална цртичка онаму каде што ќе го слушнеш. Во 5-тиот ред ставаш цртички за се она што не е на сликите. Например, ако слушнеш мачет, звонче, бучава и така натаму, истражуваш од 5 до 7 минути, по завршување изброј ги цртичките и стави соодветен број во полето до нив. Например, ги број цртичките кај детето, ставаш број кај пиленцето. Што забележуваш? Какво е твоето место на живење? Бучно или тивко? Првачето кое што истражуваше истовремено заедно со вас, ги доби овие резултати и забележа дека неговото место е бучно, бидејќи во 5 минути поминале 13 автомобили. До видување, до следното видување.